Има некои луѓе во Библијата, за кои многу знаеме, стално ги спомнуваме, а релативно малку знаеме. На крај кој се фати. Еден таков човек е Захарија. Не пророкот Захарија, еден друг човек, еден Захарија, ќе се сети некој за кој зборуваме. За оној кој беше татко на Јован Крстителот, така. Ајде ќе зборуваме за него малку подоцна, ама пред да дојдеме до него. Јас сакам да зборувам за една малку поинаква работа, бидејќи ќе ни даде основа и темел за се ова што следи понатаму. Сакам малку да зборувам за чудата, генерално земјата. Ако дојдете да ги читате Евангелијата во Матеј, во Марко, во Лука и во Јован, првото нешто што ќе забележите е дека има страшно многу чуда се случуваат. Нешто што беше нечуено, невидено во историјата на Израел во тоа време, па и во историјата на светот, ако сакате. Некои од тие чуда вклучуваа еден човек. Некои од тие чуда вклучуваа семејства, некои од тие чуда вклучуваа природни работи, природни непогоди или природни погодности, како сакате, кажете ги. Некои чуда вклучуваа и лјадници, ќе се сетите на нахранувањето на 5000 луѓе, плюс жени, плюс деца. Многу чуда. Всушност, околу 20 од тие чуда и самиот Лука ги запишува во неговото Евангелие, таму во неговиот Нов Завет. Ама ајде малку да погледнеме нешто за чудата. Затоа што многу често знаеме да кажеме, ова беше чудо, или ова е чудно, или ова е чудесно нешто. Денеска читате за чудотворци, луѓе кои прават чуда и така натака. Ајде да видиме што всушност можеме да дефинираме како чудо. Извинете, ама чудата по дефиниција се чинови или настани кои се целосно, комплетно надприродни. Што значи тоа? Тоа значи дека ако постои и најмала можност за човечко, рационално, емпириско или како сакате научно објаснување, не зборуваме за чуда. Не е чудо, леле, за чудо ми дојде автобус. Леле, чудо едно, закажав на доктор. Знаеме да кажеме таа, добро, чудо е кај нас. Да закажеш кога ти треба некој доктор е стварно чудо некој пати, ама реално не. Ке го објасниме со некои други работи, некои природни причини за тоа. Исто така, значи чудо е нешто кога Господ функционира во светот. Влегува и менува нешто која онака природно би течело по некој сосема поинаков или друг тек. И чудата, ако сакате, ако погледнете малку, се ретки во историјата на светот. Па дури и во историјата што ја опишува Библијата. Ние да бе, ама стварно е така. Чудата се навистина ретки. И ќе видиме таму. И чудата има една единствена цел. Да покажат дека Бог интервенира во животот на човекот за да зборува или да дејствува. Или во човекот, или нацијата. Да биде очигледно, да биде нешто апла. Нешто што не може, да не ти го повлече вниманието. Пак ја речем, внимавајте кога зборуваме за чуда. Чуда е тоа, ова е чудо, ова е чудно, да видиме што всушност значи. Сега, никогаш Господ не направи толку големо чудо, како моментот кога Господ Исус Христос се отелотвори на земјата. Никогаш немало поголемо чудо во историјата на целиот свет, ни пред, ни откако тоа се случи, отколку чудото на отелотворувањето. Го имате Бог, кој доаѓа на земјата и зима облик на своето создание. И живее во тој облик години и години и години. Бог надприродно ја забремени Марија, девица, девојка, се роди дете, кој беше 100% Бог и 100% човек. Многу тешка работа да ја објасниш. Неверојатна работа. Не можете да најдете емпириско, научно, било какво објаснување. Вие може ќе објасните денеска нешто за како можела да зачне да била девица. Нели, ќе измислуваме топла вода, инвитро и така натаму. Меѓутоа, да зборувате за Богот, човек, некој кој се родил, кој бил 100% човек и 100% Бог и така натаму. Тешко. Многу тешко. Значи, тоа беше делот кога се случија најголемото чудо во историјата на човекот. Додека тој Богот човек живееше на земјата, додека цело време беше на земјата, се случува чудо, после чудо, после чудо, после чудо. Имаме всушност толку многу што апостолот Јован, таму во последната глава, во последниот стих вика, тоа е метафора, патем да ви кажем, кога вика, сите книги на светот не може да соберат се што направи додека беше тука.
Ке рече некој, да бе, за 3 години ќе седнеме, ќе пишуваме, па ќе ги соберем. Поентата беше толку многу чуда да се случија, толку многу работи се случија, што не вредеше веќе се запишува. Папсав. Премногу ги имаше. Ама имајте на ум, дека Богот човекот Исус Христос беше на земјата за цело тоа време. Сега, кога ќе видите во Матеј, Марко, Лука и Јован, пак ќе речем, ќе видите многу чуда и многу ствари се случуваат. Како Бог интервенира. Ама, ако ја погледнете историјата на целиот свет, ќе видите дека имаше одредени периоди кога се случуваат чудата. И сакам да бидеме внимателни. Зошто ова го кажувам? Прво, многу чуда се случува кога Израел беше во Египет, се сеќавате оние 10 казни кои беа над фараонот, таму работи кои не можеше никој да ги повтори, научниците, да ги кажам во тоа време нити било кој друг. Многу работи се случија што беа надприродни. Излегоа, се одвои Црвеното море, се сеќавате, вода од Карпа добија, мана од небото паѓаше и така натаму и така натаму. И тоа беше еден период на чуда кога Бог ја воспоставуваше својата нација. Потоа ќе видите нема кој знае што да се случува. Реално не се случува ништо. И доаѓаат пророчката служба на Илија и на Елисеј. Никола имаше цела серија за Илија и ќе се сетите колку таму чуда се случува во тој период и после со самиот Елисеј кога беше тука, колку и какви се чуда се случува овде. Тоа беа вистината. Сега, после тоа, единственото чудо или единствениот момент кој ќе видите чудо во Стариот Завет е кога е Даниел, ќе се сетите, лавовската јама и уште повеќе огнената печка. Како така? Ајде лавовската јама, луѓе бараат рационални објаснувања, ама печката не можете да објасните рационално никако. И од тој момент, значи, или ајде да се вратам малку од Илија и Елисеј до Лука, помина 800 години. Кога Илија и Елисеј се на оваа земја, до Евангелието по Лука, помина 800 години. Интересно е дека последен пат кога се појавил ангел, се појавува пред околу 500 години пред да се случи ова за кој ќе читаме ние денеска. Ако погледнете во историјата, ќе видите дека Бог не проговорил веќе 400 години. Од времето на Малахија пророкот, последниот пророк, до моментот на Лука сега тука, кој се појавува овие ангели, поминаа 400 години. И одеднаш Лука го започнува своето објаснување вака. Во деновите на Ирод, царот јудејски. И ова е многу интересно, бидејќи тој вика, ајде да ви ставам сега каде се наоѓаме во контекстот на човековата историја. Деновите на Ирод, царот јудејски, за кој знаеме од римските списи дека живел од 37 година пред наша ера до некаде 4 година наша ера. Тука е времето кога Ирод живее и работи на самата земја. И тоа е многу интересно овде, како Лука го реди тоа. И одеднаш, во историјата на светот, во 5 стих, доаѓаме на она дека Лука го пишува Евангелието на Исус Христос, ама всушност пишува за божествената интервенција во човековата историја. И пак ја речам, првиот расказ за Лука вклучува ангел од небото, прв пат после 500 години, Бог зборува, прв пат после 400 години и најавува чудо што ќе се случи реално за прв пат после 800 години. Ова треба да не замисли. Дека кога дојде времето да се роди Христос, беше во точно определено време, на точно определено место, со точно определени луѓе, Бог точно си знаеше што прави, како ќе го направи тоа, и рече, сега ќе се случи нешто што не се случило до сега. И ева го текстот, како Лука го запишува тоа. Овде. Во деновите на Ирод, јудејскиот цар, имаше еден свештеник по име Захарија, од редот на Авија, а жена му беше од Ароновите керки и се викаше Елисавета. И обајцата беа праведни пред Бога, постапувајќи безпрекорно според сите господови заповеди и повелби. Тие немаат деца, зашто Елисавета беше неплодна, а обајцата веќе беа во поодминати години. Еднаш, додека тој по редот на својот чин служеше пред Бога, според обичајот на свештенството, нему му се падна жребката да влезе во господовиот храм и да покади. За време на кадењето, целото мноштво народ се молеше надвор. Тогаш му се јави ангел Господов, кој стоеше од десната страна на кадилниот жртвеник. Захарија се вознемири кога го виде и страв го обзеде. Но ангелот му рече, не плаши се, Захарија, зашто твојата молба е услишана и жена ти Елизавета ќе роди син и ќе му дадеш име Јован.
И ќе ти биде радост и веселие и мнозина ќе се зарадуваат поради неговото раѓање. Одеднаш се појава ангел и зборува за чуда. И вика, ќе ти кажам што ќе се случи. И одма пак да повторам уште еднаш тука. Вие немате рационално логичко објаснување за она отелотворување, инкарнација на Исус. Немате логично рационално да објасните зошто и како Исус дојде како Бог да живее и да умре на оваа земја. Стварно го немаме ние тоа. Ама имаме интервенција во човековата историја, запишана тука, и сакам да застанам овде затоа што сакам да почнам со тоа дека Бог е Бог на мали почетоци. Почнуваме со нешто малко и ќе видиме зошто е малко. Чудата кои Бог ги прави, интересно овде на почетокот се толку, не знам како да кажам, дискретни, ако ме разбирате. Некако, ај се случи нешто. Така ги пишува Лука. Ќе видите што сакам да кажам. Ама, она што се случува е ова. Му се појави ангел Господов. Замислете, нема, 500 години нема ништо, одеднаш ево гледај што се случува. Нема нешто, чекај да ти кажам сега што ќе биде. 400 години Бог ќути, чекај да ти кажам што се случи. Лука пишува, еден ден, Захарија си е таму и одеднаш му се појави ангел. Многу просто, многу едноставно, нема преувеличување, нема правење на вау фактор, знаете, леле што се случува тоа. Последниве 4-5 месеци, особено нели овие додека беа овие избориве во Америка и после наваму, веќе ми пукна филм кој ќе отворам на YouTube да гледам нешто. Секоја насловче, не знам дали сте забележале, завршува со ќе се изненадиш, ќе те шокира, ова е неверојатно, вакво нешто до сега не се случува, не сте видели. Игаш доста веќе. Кога се е неверојатно, ништо веќе не е неверојатно. И затоа Лука мртов ладен тука си кажува, и еден ден се појави ангел. Верували или не, практично. Се појави ангел од небото, Бог проговори, ветува чудо. Се одеднаш ставено тука на купче. Чудо. 20 луѓе на своите, веројатно, не знам колку години, 60, 70, 80, ти вика поодмината старост. Вистина е, оној Джонатан го спомна минатиот пат тоа дека во тоа време луѓето просечна старост била 30 и кусур години кога гинале. Што од војни, што од проблеми, што од 300 чуда други. Ама за овие вика поодмината старост. И ако видите тоа, значи баги така постарички биле од другите. И тука се појавува Захарија. И многу е интересно како е објаснет тука Захарија. Захарија е многу обичен човек. Он е еден од можеби 18.000, така викаат барем некои историчари, наследници таму што го имаат од Арон, што се влечат. Луѓе кои се од родот и породот на Арон, од почетокот таму, кои служеа како свештеници. И забележете како го опишува Лука. Имаше еден свештеник. Повторно, некако многу најобично. Јас не знам, еден што седи тука, што сака да биде опишен, имаше еден човек. Не сакам да кажеме еден добар човек, еден голем човек, еден паметен човек, еден богобојазлив човек, еден побожен човек, а не еден човек. Многу е интересно дека повторно Бог не ја дава нагласката на тоа кој и каков бил. Сака славата да ја врати, да ја задржи за себе на крајот. Тука, ама имаше еден свештеник. Не вика прекрасен, благочестив, добродетелен, побожен, не знам си каков. И си имаше, вика, жена. Жена му исто така излегуваше од свештеничка фамилија. Или читате, Елисавета беше жена, вика, од свештеник, од некој си друг таму свештеник, исто била она од Арон, од родот Аронов, или жени и мажи им се раѓали, деца и машки и женски деца се раѓали, не само машки да бидат свештеници. И плюс тука е многу интересно, се кажува дека името Елисавета. Знаете кој имаше име Елисавета? Друг. Во Стариот Завет. Жената на Арон. И тоа е многу интересно. Значи, имаме богобојазлив Маши, пасторов, свештеникот во храмот, не пасторот. Жена му доаѓа од свештеничка позадина исто така. Двајцата се од родот Аронов, значи двајцата доаѓаат од една убава, да кажеме, позадина. И веројатно, пак ќе речеме, посветени луѓе. Знаете, луѓе во црква обично сакаат да му дадат на детето име
кој е врзано со некој црквен карактер. Особено ако се прва генерација христијани или нешто така, сака да покаже дека читале Библијата. Или ево, зашто му даваме име вака или онака. Не неопходно, ама тука е, некако. Малку подискретно. Тука. Интересно е што му вика. Ки ти се роди син. Туку така. Човекот се моли со години, веројатно веќе престанал да се моли. Веројатно веќе доста било знае, вика физички е невозможно веќе да имаме деца, готово веројатно престанал веќе, да знаеш ке ти се роди син. И повторно не е некоја голема објава, спремен си. Чекаш, чека ти кажам, 3-4 изненадување. Нема. Само вика, ке имаш син. Ништо повеќе, ништо помалку. Интересно е за овие луѓе двајца изгледа ја разбраа праведноста. Оти тоа имаше, веројатно разбра што значи да бидеш праведен. И ова е голем концепт. Вика, беа благочестиви. Луѓе кои се живееа според начинот на кој требаше, според тоа што Бог го кажа. Не вика дека биле совршени, не вика дека биле безгрешни. Патем речено, оние верувања за безгрешноста на зачнувањето на Марија, за безгрешноста на зачнувањето на некои други, доаѓаат многу подоцна во христијанството. Се во христијанска традиција, не во христијанска теологија, па после се развиваат како христијанска теологија во некои цркви и така натам. Значи, социјално, он е свештеник, има некоја позиција, почитувани се во општеството, убаво се гледаат, нели, супер име, ама не им беше севорен. А зашто не им беше севорен? Затоа што нема деца. И тоа им беше проблем. Во друштвото во кое живееја, во времето каде што се наоѓаат они во Израел, кога немаш деца, беше као Господ те казнал и не ти дал деца. Тоа се гледа, тоа беше идејата. Имаме двајца луѓе кои и покрај тоа што се чести и поштени, се не им оди се како треба. Има проблем. Народот одоколу ги гледа како викаме, има некоја стигма тука. Кој знае што направиле, па вакво нешто им се случува. Ние луѓето сме брзи да судиме. Ние луѓето сме брзи на тоа и не е нешто ново. Тоа го прави и учениците, ќе се сетите, видат човек слеп, кој е крив? Тој или родителите? Нема концепт дека може да има трета алтернатива. Мора некој да е крив. Така и овде, да кажеме. Захарија беше праведен, чесен и имаше некоја си своја свештеничка одговорност. Каква беше неговата свештеничка одговорност? Не знам како сте си го замислувате тоа што прават. Јас сум чул луѓе, одел ги посетувал луѓето ваму таму, нема врска. Не. Неговата свештеничка одговорност беше да биде дел од ротација. Во храмот во Јерусалим имаше 24 тимови на свештеници. Не еден, повеќе луѓе. Купче на кои им се пагеше да служат во храмот по 2 недели во годината. И тоа тие 2 недели не неопходно служиа во исто време. Току сега служи една недела, подоцна ќе служи втора недела. Тоа беше начинот на кој тие прават. Главната нивна функција која беа во храмот не беше да спремат проповед, не беше да спремаат нешто, некоја си таму беседа или нешто друго. Главната функција им беше принесување жртви. Со други зборови, свештеникот за една недела работеше како касап. Луѓето донесува наутро и навечер е жртвата, нели што е за гревот. Преку денот доаѓаат луѓе кои жртвуваат заради своји потреби, заради своји гревови и така натака, и тоа е тука да ја убие жртвата, да ја земе крвта, да ја стави врз нели олтарот како што треба, да земе дел од месото за свештениците, да го даде другиот дел на тој што ја донел жртвата што му ја дал, и дел да запали на олтарот, и тоа му била службата секој ден, цел ден, од утро до мрак, таа една недела додека е он таму, заедно со неговиот тим кој е околу него. Тоа е основната функција која требало да изврши. Имајте го, значи тоа на ум тука. И затоа, кога дојде времето и местото, вика вака, еднаш, додека тој поредот на својот чин служеше пред Бога, според обичајот на свештенството, значи вика, еднаш, додека тој си ја вршеше својата стандардна свештеничка служба. Повторно забележете како Господ го дава тука контекстот. Контекстот не е, имаше еден момент, еден страшен, неверојатен момент, се случи нешто на небото, се појави некој знак и одеднаш тргна работа. Не. Обичен човек, што вика еден човек таму, кој е еден човек од наслаба,
кој се случува да биде свештеник, кој си служи во храмот, по редот како што си треба да си го тера, му се случи нешто што мора да го забележиме и што знам дека многу пати сме го скокале, оти јас сум го скокал, е ова. Нему му се падна жребката да влезе во Господовиот храм и да покади. Ние никој пат и не памтам во наша црква, барем до сега, да сме земале, да сме дискутирале за тоа како храмот беше слика на оно што се случува подоцна, како беше направен. А мај само да ви обяснам, од надвор на храмот во дворот се луѓето. После тоа е жртвеникот. После него, внатре, требаше да влезе во храмот, да застане пред завесата на светињата на светињите и таму беше олтарот за кадење и требаше да однесе кадилница. Што прави? Зима јаглен од жртвеникот, го става во кадилницата, го носи таму на жртвеникот за принесување на онај принос што беше за кадење, ќе го истори таму и ќе стави темјан. И кога ќе се дигне димот, луѓето кои се надвор ќе видат дека свештеникот се моли, тој што е внатре се моли за тоа што се случува во храмот, се моли за народот, се моли за нив, и еден прекрасен, убав мирис ќе го наполни храмот и луѓето ќе го почестуваат. И тоа беше идејата да имате визуелно, сетилно чувство дека Бог, му се молиме на Бог и Бог ги слуша нашите молитви. Тоа беше идејата што требаше да се случи. Сега, она што веројатно не го знаете, освен ако сте читале, од јас требаше да читам и за себе, беше ова. Беше огромна чест да ти се падне додиш да кадиш. Свештеници го поминуваат целиот живот и ниту еднаш не им се погодуваше да можат да влезат и да покадат во храм. И затоа тука забележите што вика, му се падна жребка. Тие не правеа список поред, ај ти сега денес, ти утре, ти други ден, така, па тогаш за 4 години и 17 дена ќе ти дојде тебе ред. Не. Секој пат групата која ќе биде во храмот, таа група што е денеска редот оваа недела да служи, со жребка ќе се одреди кој кога ќе влезе во храмот да покади. И ова беше чест за која свештениците живееа. Нешто кое треба биде врв на неговата професија. Каже, ја бе свештеник цел живот, јас цел живот работев, цел живот ги правев тие ствари и ми се погоди еднаш да влезам. Ако еднаш успел да влезе и да покади, веќе немал право да биде во жребката да го влечат пак. Толку била голема честа. Не била поента, леле, овој срекник 3 пати му се погоди. Не. Еднаш во животот и тоа ти е многу ако успееш да го добиеш. Иначе си само касап. Само сечеш, принесуваш жртви. Сечеш, принесуваш жртви. Само еднаш еден свештеник во денот можеше да влезе и да го запали тоа и да излезе надвор. И веројатно, еве што уствари се случи тој ден. Веројатно, кога се завршија со принесувањето жртви, оти и на саба или навечер се принесува, веројатно е после вечерната жртва. Од историјата ни кажува, тогаш најмногу народ се собирал околу храмот, кога ќе завршат со работата во текот на денот. Ќе се соберат, свештениците се тука, принесуваат жртви, фрлаат жребка и жребката паѓа на Захарија. И Захарија сега го зима јагленот, го става во кадилницата, излегува и тргнува да влезе во самиот храм тука. И тоа е веќе радосен и среќен дека може да го направи тоа. И обично ни се вели од историјата дека кога ќе влезел тука свештеникот за да кади, ќе влезе, ќе го истори темјанот, ќе покади и брзо ќе излезе надвор. Знаете зашто брзо бегале да излезат? Да не направат некоја белја и Господ да ги казни. Всушност еден период од историјата, тоа можеби сте го чули и сте го читале, кога првосвештеникот требало да влезе во светињата на светињите, во еден период во неговата облека му ставале звончиња и му го врзувале ногата со јажа. Ако влезе внатре, ако треба застане по светињата на светињите, ако направи белја, ако Господ го убие, немаат како да влезат. Ќе го излечат. И се дека звонат звончињата, знаат дека е жив. Дека не направил белја. Ама тоа е за првосвештеникот. Свештеникот стои тука однапред, пред кадилница, каде што тој всушност кади. И тука тој се моли. Зашто се моли? Некој ќе ви каже, се моли сигурно за Месијата да дојде во Израел, веројатно. Се моли за своите гревови, веројатно. Се моли за гревовите на луѓето, веројатно. Се моли за тоа како посредник, Боже те молам, услиши ги овие што се молат, нели со праведно срце и така натаму. Се беше тука во ред. Супер, до овде е одлично и се е како што треба, до онен момент кога Бог се замешува во историјата. Пак ќе го кажем тоа. Влегува тука и одеднаш Бог кога влегува, пак ќе се повторам себе си,
800 години од последните групи чуда, 500 години од кога последен пат се појавил ангел, 400 години од кога Бог последен пат проговорил на некого со глас да му каже нешто. И ево ти го, тука се појавува ангелот и Захарија го виде. Ставете се во таа ситуација сега неговата. Што мислите, што си помисли? Ангелот дошло да му каже радосна вест? Е сега, нешто тргна наопаку. Чао, жено, готова е работата. Не очекуваше, веројатно и не веруваше ти нешто ќе се случи, и тука се појави. Ова не беше визија. Знаете зашто не беше визија? Затоа што, без да преувеличуваме, ама ни кажува тука дека ангелот стоеше оддесно на олтарот за кадење. Со други зборови, Захарија вика, ја бев тука, тој беше таму. Го става во место, во време, на позиција. Не го става, јас видов ангел, каде, не знам како беше, ама го видов. Не, оддесно застана, тука. И знаете која беше реакцијата на Захарија? Запишана е, не мораме да се мислиме. Захарија се вознемири кога го виде и страв го одзеде, го взема. Зборот што е тука за страв, не е само страв, не е терор, буквално е распаметен. Захарија се распамети. Не знаеше што да прави. И ова е една, браќи и сестри, една нормална реакција на појава на ангел. Во Судеи во 6 глава, кога на Гидеон му се појавува ангел, имате човек што се распамети, не знаеше што да прави, ви текно на тоа. Во Судеи 13, кога се појавува ангел пред таткото на Самсон, читате таму, тој се врти на кажено, вика, ќе умреме, и ангел се појави. Беше уплашен до крај на своето. Исаја, истата работа. Кога ние ќе се соочиме со некој кој доаѓа од Божјата светост, реакцијата не е, здраво, како си? Кога денеска луѓе зборуваат, јас комуницирам со ангел, зборувам со ангели, нели, ангелите ми се појават, ќе си направиме муавет и си тераме натака, искрено, веднаш да ви кажам, не верувам. Знаете зошто? Затоа што секогаш кога ќе се појавил ангел во Библијата, луѓето паѓале од страх. А ние доаѓаме во ситуација, здраво, ангел, како си, добар си, мислам, не збориме за ангел како личност, него небесе. Што така наваму? Бог те прати да ми кажеш нешто? Такво нешто, браќи и сестри, не се случува. Во Библијата не се случува. Ако луѓе веруваат дека им се случило, не знам. И ги добиваме зборовите кои изгледа се првите човечки зборови што секој ангел мора да ги научи, без разлика на јазикот на кој им се обраќа на луѓето, не плаши се. Затоа што реакцијата на ангелот е не плаши се, Захарија. Тоа се првите зборови што тој му ги кажува. Секогаш кога се појавува небесен посетител, ако сакате, од небото, правилен одговор, паника, страв. Не е радост и среќа. Што е вели ангелот на Марија, се сеќавате кога ќе ја види? Не плаши се, Марија. Зошто некој би ти рекол не плаши се, ако не се плашише? Значи, имаше и тука некој страв. Секогаш. Знаете, во крајна сметка, кога Христос му се појавува на Јован во Откровение, првата реакција на Јован е, и јас паднав пред него и вика како мртов. Како мртов. Има луѓе чии книги се вртеа по Македонија, кај што вика на Сабајле, кога застана пред огледалото и почна да се бричам, Исус застана покрај мене и ми кажа здраво. Јас реков, Господи, што сакаш да правиме заедно со него денес? Не е македонски автор, странец, ама имаше и на македонски. Лично не верувам такво нешто. Не можете вие да се соочите со живиот вистински Бог и да имате така само да ја бутнете. Сварте. Иначе Лука зборува за овој страв многу пати во Евангелијата. 1 глава, 2 глава, 5 глава, 7, 8, 9 и 23 глава. Насегде зборува не плаши се. Немој се плашиш, не плаши се, немој сте. Бог дозволи овај ангел да земе човечка форма, да се појави во историјата пред одреден конкретен човек на едно конкретно место одесно на олтарот кај што кадев. Сето тоа е фино, убаво објаснето и реакцијата е не плаши се. Ова е као некој си стандардно, па ќе речам нешто. Што кажува? Овде.
И реакцијата е многу интересна. Захарија знаеше дека Бог е голем судија над гревот. Сигурно го знаеше тоа. Захарија знаеше дека кога се појавува ангел, не ќе да е нарно. И неговата првична реакција е страв, бидејќи мисли дека е овде тука за суд. Ама не беше за суд. Ова беше за благослов. Знаете зашто? Затоа што ангелот му вика, твојата молитва е услишана. Како сакате, сватете ме, јас не верувам дека Захарија во тој момент се молеше за дете. Не верувам дека се молеше за дете. Затоа што веќе беше престар. Сеќавате Елисавета, крие дека е бремен, века, леле, пусти срам на таа возраст, јас бремен. Значи, никој не очекуваше. Захарија не одговори, не се молеше за дете во тој момент. Јас верувам дека оно што ангелот му кажа беше, јас знам твојата молитва, одговорена е. А може се молил пред 20, 30, 50 години. Сега е времето кога твојата молитва ќе биде одговорена. Ја викам, ќе добиеш дете. Интересно е дека, повторно ќе речем, во грчкиот јазик, овај некои теолози, некои си таму коментатори што ги гледам го преведуваат како оваа твоја долготрајна молитва, као демек што си ја молиш цело време, ти е услишана. Не верувам, може би. Не можам да зборувам. Ама година по година цело време се молиле може за тоа. И пак е интересно. Ангелов пак реагира без претерување. Јас да треба да му однесам вест на некој, дека после 30, 40, 50 години ќе има дете. Јас нема само да кажам, здраво, не се плаши, ќе станеш татко. Никако, паѓа, нели? Не, чекај да ти кажам, ајде ќе водам до кулминација, до врвот и сега, бум, главата вест. Ангелов повторно. Не се плаши, ќе имаш дете. Многу просто, многу едноставно, без претерување, многу онака дискретничко, како да кажам, не знам. Не знам. Ама знам една работа. Немој никогаш да го подценувате она што Бог сака да го направи преку малечки почетоци. Преку мене и преку тебе. Ниеден голем човек во Библијата не се родил голем човек, освен Јован. Ајде, Бог кажа, како него ќе нема друг што се родил на земјата, или Господ Исус Христос. Ама ние, луѓето, сами од својата моќ и од својата сила, па дури и Јован, ако сакате, ништо не можеме да направиме ако Господ не е позади. И не е со нас и не го даде. Господ е Бог на мали почетоци. Го зима тоа малку што го имаме, ја зима таа можда мала вера, мала молитва, некоја ситна молитва, некој пати што сме се молеле за некој, можеби 20-30 години се молиш за некој, ништо не се случува и ќе речеш доста беше, престана веќе, се заврши и по еден момент Господ ќе рече, твојата молитва ја услиши. По моје време, на мој начин, како што јас сакам. И пак без претерување. Без никакво претерување и кажување, чекај да ти кажам колку ќе биде големо, силно. И оди чекат понатаму. Интересно, ангелот не запира тука и вика, ќе му го дадеш името Јован. Јован значи Бог е милостив. Ќе му го дадеш името што на сите ќе им каже Господ е милостив. Тум. Шок. Како ангелот да му кажува преку ова дете, Божјата милост ќе ја видат сите, затоа што подоле ќе го спомнам па и тоа малку покасно вика, сите ќе се зарадуваат преку него. Бог е Бог на мали почетоци. Сакам да го видите стих 59. На 8-миот ден дојдаа да го обрезат детето и сакаа да му го дадат името Захарија по татко му. Како што си било обичајно. Но мајка му одговори и рече, не, туку ќе се вика Јован. И рекла, никој нема меѓу твоите роднини кој го носи тоа име. И го прашаа со знаци татко му, како би сакал да го наречат? Тој побара штичка и ги напише зборовите. Јован му е името. И сите се зачудија, вика. И сите се шокираа. Ова беше за нив шок. Зошто? Затоа што тој му го даде името онака како што му кажа ангелот. Го послуша. 14 стих. Ке има радост на неговото раѓање. Ке ти биде радост и веселба тебе и мнозина ќе се зарадуваат поради неговото раѓање. Ајде, радост и веселие за тебе се разбира.
Толку години си чекал, одеднаш се случува, слава му на Бога, фала ти Боже, супер, одиме напред. Ама зошто па мнозина би се радувале? Знаете зошто? Зашто тој ќе биде велик пред Господ и нема да пие вино ниту жесток пијалок, а ќе се исполни со Светиот Дух уште во утробата на својата мајка. Јас сум го избрал да направи нешто големо, нешто силно. Ќе ги врати синовите на Израел кон Господ нивниот Бог. И затоа ќе се радуваат. Всушност, Јован, може би ќе сгрешам, ама мора да го кажем, започна со својата евангелизација, започна со Божјата евангелизацијска служба. Ке се сетите, од Јован прво почна да проповеда покаяние и потоа Христос почна да зборува благодат и спасение. И текнува. Нема спасение без покаяние. Не може некој јас ке се спасам без да се покајам за моите претходни гревови. Такво нешто не може, не се случува, не е дозволено. И тогаш, кога овие луѓе добија дете, над 50-60 години, не знам, сите се радува. Кога Јован порасна, кога почна да проповеда, цел народ почна да се радува. Знаете зошто? Затоа што во него видеа Божи пратеник. Од неговата уста слушаа, Господ ќе даде нешто. Кај знаеме? Самиот тој Јован викаше, Господ, не, јас не сум тој што треба да дојде. Оне што ќе дојде после мене, ќе биде далеко поголем од мене. Израел го гледаше како пророк, како чудо едно кое почнува да работи во историјата, а тој вика, не сум јас, тој по мене што ќе доаѓа. Ама донесе радост на сите. Замислете си денеска да дојде некој, ама со таков авторитет како Јован, не како што ги имаме еден куп други луѓе, и да ви каже, луѓе, спремајте се. Со раѓањето на ова и нова, дете што се роди, за кратко Господ ќе го исполни својот план за цел свет. Вау! Чекате, во некој очекување, во некоја надеж во нешто тука. Тоа беше оно што се случи. Ова дете ќе донесе радост и мнозина ќе се радуваат. И тука почнува големиот расказ. Бог испраќа ангел, Бог зборува преку ангел, ја пренесува својата порака и Бог на ова семејство му ветува едно чудесно раѓање дека ќе има. И со таа божествена интервенција, ако смеам така да кажам, почнува приказната или почнува сагата за спасението на светот. И причината зашто јас и ти на крајот на краишта да сме тука денес. Да, ќе може да зборувам зашто молчеше, зашто не можеше да зборува, ама за тоа некој пат и друг пат. И не заборавајте дека Бог е Бог на мали почетоци. Не заборавајте дека Бог си работи во своето време. На свој начин, преку некој си таму, и дека Господ ни даде ние да сме тој некој, еден, кој беше богобојазлив, благочестив и преку кој Господ ќе може да го пренесе евангелието и на некој друг. Амин.